Дечки, добродошли повторно во ново видео. Денеска се наоѓаме во Бисер, во аеродром и снимаме малце по различна тема, се што имало на мојот канал. Насловот, кој што видовте, насловство врз младите, ќе ги прашуваме джензи генерацијата сите од 2012 до 2002 до 2001 кој ќе најдеме. Што мислат за темиве што се дешаваше, се актуелно, значи со тепачките, со видеата, со се што се снимаше. Мислам дека актуелна тема, мислам дека сите ги интересира, така да ако ви се допадна видео, ставете лайк, ставете subscribe, значи ни фалат уште 500 subscriberi до 2000, ајде да стигнеме до крај на лето до 2000 subscriberi, да фатиме болji спонзори и може да почнеме. Ајде. Од тука сме со Лука. Огне. Кажи ми брат само колку години имате? Ја имам 14. 15. One and only my best friend Майла Бубу Маки Смолс. Марко Колевски, И Со Михаил Ристовски. кажи ми колку години имате брат? 14. 14. Джиджи 14 брат, колку мене изгледа. Браво. Нина. Нина и Лана. тука сме со Жуфо. Жуфо и Јован. зашо мислиш дека младите се тепаат се почесто? Зашо Да, има се се почесто прават тепачки? важни. Се прават важни? Ти брато? Да, испаднат пред другите По фраери мислиш? Зашо мислите дека младите се тепаат се почесто? Еве зашто се тепаат младите се почесто. Па според мене сега таква е брат генерацијата заради технологијата и Да? плюс немаат мозок според мене сега. Реално добар одговор. Ти брато? Заради глупости, брат. Заради дечковци? Каде дечковци? Конкретно мислиш за случајов со девојчињата? Да. Добра. Или нешто за јадење. Добро прашање. Добро прашање. Одлично прашање, брат. Што мислиш, сакаат да испаднат фраери пред девојчињата? Или девојчињата се многу Сакаат да понасилни? испаднат мангупи, брат, ама некако не им иде во време да глумат мангупи, брат. Помина тоа време кога се глумува мангупи. брат. Точно. Ја и брат му го знаеме најдоброто. Најдобро он го знае, брат ми најдобро го знае тоа така што. Да. И јам и второ нешто мислам најчесто заради населбите, брат. Од кога населбаци проблеми имаат од Точно, таму. ја тоа баш сакам да го кажам. Трета работа иста на највачки групи, фемилија Не, аеродром. да, нема врска брат, кој од кај, битно е да се сите окей, брат. Си да се дружат. Ја мислам, Точно. тоа е најглавно, најголемиот. Ти брато? Исто одговор кај него имам. Ајде ти. Па ја мислам дека сега немам многу тепачки као порано, ама има Баш сега има брат, овие последниве месеци дена брат. Имаше бодење ученто, имаше тепачкова што беше видеото, имаше Поповиќ што го фати, што ги фати децава брат. Сега денес Добра. Куманово имаше тепачка брат, така да. многу ми го себе. Зашо мислиш дека младите се тепаат се почесто? Па ја мислам дека се тоа доаѓа од дома, домашната култура, родителите се криви, тоа е тоа. Например, има некое влијание и TikTokот, има некое влијание и YouTubeот и зависи кои песни се слушаат. Зависи Ја до мислам дека годините. најдобар одговор да е. Зависи до годините и зависи до која музичка сфера слушаат. услуга, да. Брат, ја мислам дека ги вози многу филмот на овие мали години и со тоа песните ги возат многу филмовите, вака таки криминалци многу. Зашо мислите дека младите се тепаат се почесто? Па не знам, мислам дека се влезени во некој филм и сакаат да се прават мафијаши и да се тепаат цело време. Добар одговор ти И брато? јас исто тоа мислам. Мислам дека многу се да мафија што се вика, многу глумат. Вака, знаеш, некој ќе каже нешто, друг ќе каже друго и дека не знаат да решат со зборови и ќе почне да се тепат. Ја мислам дека многу добар одговор, кажам. Младите зашто тепат? Па у денешно време младите живеат малку нереален свет според мене и сите мислат дека се тие у градот, знаеш. И не може да го спуштат егото што у многу ситуации треба да го спуштат реално, за да не иде до несакани ситуации и мислам дека исто така не размислуваат и на последиците што носат. Мислам што посем тоа што ќе го направат и Прв пат Deep Talk со Јордановски, Па ајде. не, тоа е реално, зашто јас реално. стално се нервирам на таа тема каде што ја имам 24 години, ми доаѓа 14 годишно, 12 годишно дете без никаков почит, никакво Реално да, малце сум никакво многу дивен. однесување и мислам стално зборам на помалите дека причина што не се доволно созрени треба да имаат респект спрема старите. Дали мислиш дека TikTok и Instagram влијаат врз тоа да има поише тепачки? Па ја ќе си останам на ставот дека родителите се криви, ради тоа што им дозволуваат мобилни уреди уште од многу рана возраст. Например, еве брат ми ќе одам за пример, од 6 години он си има телефонче, Реално да, а ја реално. прв телефон у 5-6 делени. Реално управо е брат. Ја на 6 години Cartoon Network гледа брат, Нинџа Желки. Ја бумеранг гледав, Бумеранг. немаше картон. Не фаќаш он. Дали мислиш дека TikTok и Instagram влијаат за тоа да се тепаат да има поише лајкови прегледи? Ти брато? Па не брат, Инстаграм имало пред 10 години, нема вакви работи. Ама ова е актуелно брат и на TikTok и на Instagram мислам. Од која искочија За видео? кој како брат? Зависи Да. кој го користи, него го користи за добро, некој за лошо. Паметен ефе, ти брато? Ја викам дека да, во некој случај влие, пошто на таквите социјални мрежи можеш да
комуницираш со тие што не можеш живо Точно. и видиш. Дали мислиш дека TikTok и Instagram влијаат за тоа да има поише тепачки? TikTok Или дали мислам поише дека го да шира повеќе. тоа, на пример ќе се објави нешто на TikTok, по некој фейк профил и се шири многу брзо. Дали мислиш дека тоа Па влијае? TikTok мислам дека да повеќе малку. Поради тоа што гледаат се и сашта и Така. има се на TikTok. Да. Добра. Не има да ја падна тука се на камера се гледа. Кажи ми дали мислиш дека TikTok и Instagram има влијание у ова да има поише тепачки? Па, не секогаш. Па да, ама не големо влијание. Мислам дека дефинитивно има влијание. Добра, еве на пример има сега некој фейк профил ќе искочи ќе објави некоја видео, некоја тепачка и се шири брзо. Мислите дека има улога и тоа доста, така? Не баш. Не баш? Јас мислам дека повеќе има влијание од тоа што ќе го видат на Инстаграм на пример и после Реално да. Добро, пошо многу. Ки искочи некој профил, брат, скриен, фейк, да. Скриен профил. Саат криминалци да глумат, брат. TikTok од Instagram не многу, брат, ми влијае. Кој е мислење, брат? Па реално тоа видеото са Уа со моторот, дувај го. Тоа видеото са Поповиќ да не се снимаше, немаше да биде толку како што Да, немаше да биде толку приметено. Така да се има многу врска. Дали мислите дека треба казните да бидат построги? Посебно еве за ова видео што беше со тепачката тука во аеродром. Треба. Што би била казна она баш фер според тебе? И стават у дом. У дом? Да, брат, многу построги. Што би било она баш казна според тебе? Брат, еве ќе се степа, брат, девојчето у дом, овие во затвор, многу е просто. Реално да. Ти брато? Исто Да, мислење? треба да се построи исто. Што би била она баш казна адекватна според тебе? Дом за деца, брат. Дом за деца ти? Дом за деца. Памет. Исто. По трет пат. Не. Кој беше? Театар Рековска. Поздрав. Поздрав. По трет пат ќе се повторам, не треба казните да се построги, треба родителите да се построги. Добро, се слагам до негде брат со ова. Удрив ја на родителите. ама тоа- Удри со све ги удри, со Маја Гери ги удри брат. Треба да бидат многу поголеми казни. Што би било Треба адекватна да- казна до според вас? наследство. Не знам. Да, иде по Дом, Повеќе- затвор брат, што до мислиш? затвор не би требало, зависи до која ситуација ќе Да, дојде за да колку биде до години има, затвор. да, Ама точно, и зависи од претходно кој- искуство. Да. На пример да биде казна, може парично да биде, до 500 евра, до 1000 евра да Па и биде за јаче секој брат, и дете. јаче, више Искрено 1000 и евра до- немаат парите да. цена брат. да, мора да се построи. Што би била адекватна казна? Што би им дале вие? Ти да се брат ги судија? казнат родителите нешто, не знам. А децата конкретно? Децата? Не знам. Не нешто дом брат, казнено поправен, не знам. Не знам за поведение. Па, Нешто дом да ги пуштат парична Да. казна поголема. парична казна поголема. Парична казна, окей. Дали мислите дека казните треба да бидат построги, конкретно за родителите и за децата? Која би била адекватна казна? Па, не верувам за родителите, бидејќи децата сами се тепат. Јас сум се тепал, моите ме воспитале баш убаво. Децата сами се тепат. Во дома не ги учат така, нема причина се казнат родителите. Да. Инаку моето мислење на оваа тема е значи дека треба малце да се припази што се прави, како се прави, кој искачате, зашо искачате, да се знаете кај ви е местото на ваши години. Ова е порака до сите млади што го гледаат ова видео, а мислам дека ме гледаат доста млади луѓе, да се респектирате македонци, албанци, македонци од други населби, значи нема врска кој е од аеродром, кој од Ѓорча, кој од Кисела вода брат или било што. Треба да се дружите сите, и ако не сакате да се дружите, барем не се тепајте на крај крајава, секој нека си иде на негова страна и не носите ножеви зашто само боду. Тоа ви е порака една од мене, извинете вака на зборовите и се идеме да најмуше некој девојчиња. И последно брат, една порака до младите, до ваша генерација брат, што би им препорачале? Па да не се тепаат. Да шират љубов. Да шират љубов, джиджи, момци. Фала ви многу да сте живи и здрави. Да вежбаат, тренираат што поише спортови подалеку од Од наркотици, од од да, дрога, од дрога, од криминал. Реално Ефе брат, вежба Ефе се напумпал од турнирот од тогаш добар. Брато, ти порака? Ја, брат, исто се тргнат од глупостите, да земат спорт, тренинг, ово и тоа. Джиджи. Нешто Не брат ти знам што би кажал. да имаат некоја активност друга освен мобилните уреди за да им иде паметот на други работи, не само на насилство, Реално, на дрога, респект. на коцка, на такви работи. Респект. Респект, Максим, фала брат. Да си живи здрав, сите фалу Маки Смолс на Инстаграм и ТикТок. И кажете ми брат, последна порака, значи нешто последна порака како да ги испраќам да умират. Катни го. Порака до младите брат, нешто Порака што до би младите, препорачал, бидете да. паметни и пазите што правите. Така. И бидете си сами своји. Ништо дека се млади, деца се треба да уживат живот, не да се тепаме. Се тепаат, да. Реално да. Да не се тепаат. Исто. Кажи ми брат, порака до ваша генерација, што би им пренеле конкретно за оваа тема? Ако се тепајте, не правите материјални докази. И не се тепај, да. Брато, фала ти многу да си живи здрав. ако може само Томке за го поздравиме, брато. Ајде, сакаш да му звонам? Не, ја ќе му звонам. Ајде, звоним. Јордановски. Дамче. Не, Може бе. да видам, може да се сликаме те мом се Не, за. може, ставам. Ај, не ми дига. Ајде клип поздрав. Ајде, еве, поздрав до Дамјан Јордановски, ставете subscribe
Ке Дамјан. Как ќе постира тоа? YouTube и TikTok, брате, знае он. Ајде. Кажи Кажи нешто Томи. Томи, да му го земеш на генче. Порака до младите, еве што би им препорачал ти, брат? Конкретно за оваа тема. Убаво рекле старите изброј прво, размисли убаво изброј до 10, размисли што правиш И после тоа реагирај. и после тоа реагирај, бидете паметни во сето што правите, правите го со некој план. GG, ставете subscribe кај Јордановски, поддржате го, фала ти, брат. Да не глумат мангуби во погрешно време, брат. Точно, ти, брато? Исто така нешто. Реално само глава да не се курчат и толку. Така е. Респект до Вучко, звездата на аеродром, фала ти, брато, да си жив и здрав. Вучко Мали кажа многу убаво, многу добро објасни. Значи, мислам дека и тоа влијае многу од населбите, баш ги имам приметено по Маливе. Многу се дисаат на TikTok, ми искачат доста и реално нема врска, мислам, тоа го имало и моја генерација, ама не било толку приметливо. Сега валјда ради TikTok, ради Instagram е малце попроширено, али у секој случај објасни некои работи. Дечкото така да респект. Тука сме со one and only Sony Master FC26 Master Camaro. Big respect. Ајде на аплауз за Camaro, кој го знае? Нема. GG, малце да го насрамам пред камера. Кажи ми, брат, значи снимаме клип насослов врз младите, зашо мислиш дека младите се тепаат сега моментално многу? Па само тоа сакаат. Само тоа сакаат? Ги фура филмот, Јужни ветар. Реално до. Big respect. Кажи ми, брат, дали TikTok и Instagram влијае врз тоа да има тепачки? Не. Дали казните треба да бидат построги за еве овие тепачки во што беше во аеродром у центар? Треба, брат, треба. Треба и кажи ми, брат, порака до младите, што би им кажал ти нешто, што би им препорачал совет вака да им даеш? Да продолжа да се тепат. Како слик. No hate кон Камаро, да знаете, се заебаваше, таков е приватно, кој го знае. Дечки, како што видовте, тоа би било тоа за ова видео. Ставете лайк, ставете subscribe и не се тепајте. Се гледаме у наредно видео. Ајде. Боли вистина од мало, да ве чујам ако доаѓаш од Скопје градот.